Почитувани колеги пратенички и пратеници, почитувана македонска јавност, после оваа убава увертира на извештајот на Европската комисија за напредокот на Македонија за 2024, дозволете јас да дадам една моја анализа во однос на тоа што сметам дека треба да го нотираме како значајно. Имено извештајот за напредокот на Република Македонија на патот кон нејзината евроинтеграција, ако го погледнете номотехнички, генерално содржи 120 генерални заклучоци и препораки. Во рамките на годишниот пакет за проширување за 2024 година, кој го вклучува извештајот за напредокот на Македонија, е сублимиран периодот на транзицијата од поранешната кон актуелната власт. Конкретно, извештајот го опфаќа периодот од 15 јуни 2023 до 1 септември 2024 година и истиот дава пресек на напредокот на земјата во спроведувањето на реформите, како и детален преглед за подготвеноста и напредокот во споредба со претходниот извештај. Она што сакам да го нотирам како клучно е ставот на Европската комисија, дека Македонија останува целосно согласена со заедничката надворешна политика на Европската Унија. Во услови кога Европа се соочува со војна на европско тло, заложбите да се остане доследен на патот кон Брисел се јасен сигнал за заедничкиот консензус во македонското општество за важноста да останеме доследни на евроинтеграцијскиот процес. Во таа смисла, ценам дека извештајот на Европската комисија треба да се анализира и во контексти на другите добиени извештаи од минатата година, како што се скрининг извештаите од кластерите, усвоената реформска агенда, патоказите за владење на правото и реформата на јавната администрација, како и другите документи. Исто така, особено е важно да се каже дека во фокусот на овој извештај се правото, правдата и борбата против корупцијата. Во него е јасно наведено дека треба да се зајакне довербата во правосудниот систем, а особено е акцентирано и тоа дека високо профилираните судски спорови мора да имаат епилог. Цитирам: Македонија треба да продолжи да го спроведува спроведувањето на реформите поврзани со Европската Унија, особено од кластерот основи, особено судството, борбата против корупцијата и организираниот криминал. Корупцијата треба да се решава несмалено, вклучително и преку солидно досие во истрагата, гонењето и конечното осудување на случаи на високо ниво, се вели во извештајот. Европската комисија исто така нотира дека има извесен напредок во однос на борбата против организираниот криминал, како и ограничен напредок во судството во споредба со извештајот за напредокот од 2023 година. Исто така, интересно е да се забележи дека според извештајот, довербата во правосудниот систем треба да биде засилена, потребна имплементација на новата стратегија за реформи во правосудниот сектор, како што е и спроведувањето на препораките на оценската мисија за судскиот совет. Тука би сакала да акцентирам дека судскиот совет е најважната инстанца во судската власт, бидејќи тој одлучува за одговорноста, дисциплината и разрешувањето на судиите. Но како што добро се сеќаваме, особена загриженост предизвикаа настаните од ноември 2022 и јуни 2023 година. Оценската мисија започна по превирањата откако за 5 месеци беа сменети 2 председателки на ова тело поради немањето на кредибилитет и постапување на препораките од истата, зашто неодамна во собранието расправавме за интерпелација на дел од членовите на судскиот совет. Понатаму, значајно е да се каже дека во истиот се нотира дека корупцијата треба да се решава преку следење на случаите во судството и обвинителствата. Во поглед на борбата против корупцијата, Европската комисија не гледа напредок, но исто така забележува дека има позитивни елементи во делот на земјоделието, руралниот развој, риболовот и регионалните политики. Овде би сакала да истакнам дека според анализата на Министерството за европски прашања, оценката за вкупната подготвеност на земјата за 2024 година е на добро ниво на подготвеност, односно 3,22 во споредба со 3,13 од 2023 година. Таа е според оваа релевантна проценка солидна оценка. Во однос на останатите земји кандидатки од регионот, нашето ниво на подготвеност е се уште највисоко, што е уште еден показател дека Македонија не само што е подготвена за пристапните преговори, туку има и напредок.
Според оценката по кластери, исто така, има подобрување во кластерот 1 во споредба со 2023 година. Овде особено интересно е и да се забележи дека во поглед на образованието и културата, извештајот наведува дека Македонија е умерено подготвена. Во делот за образование стои дека бил постигнат ограничен напредок во воведувањето на насоки и програми за зајакнување на инклузивноста. Имплементацијата на стратегијата за образование 2018-2025 продолжила да биде бавна. Она што е веќе завршено во изминативе неколку месеци, во извештајот за 2024 беше силно нотирано како неопходно и тоа цитирам: усвојувањето на клучните закони дополнително беше одложено. Препораките од минатогодишниот извештај, се мисли на извештајот за напредокот за 2023, остануваат валидни и сега. Во наредната година Македонија треба да го финализира и усвои Законот за средно образование и Законот за стручно образование и обука, како и да се фокусира на регионалните центри за стручно образование и обука. Треба да се усвои Закон за образование на возрастни, како и да го подобри пристапот до квалитетно образование за сите, посебно за децата со попреченост и децата од ромската заедница. Треба да го зголеми и опфатот во предучилишна возраст, како и да продолжат со поддршка, обука и професионален развој на наставниците, е наведено во извештајот. Што се однесува до парите кои владата ги одвојува за образованието, во извештајот е наведено дека јавната потрошувачка за образование и обука благо се намалила на 3,71% во 2022 година, 3,98 биле во 2021, што е се уште далеку под просекот на Европската Унија кој изнесува 5%. Во оваа смисла, со буџетот од 2025 година предвидовме буџет од 38 милиарди денари, со што започна процесот на забрзување на развојниот процес во образовната сфера. Буџетот за 2025 е за 6 милиарди денари поголем од првичниот во 2024. Зголемени се блок дотациите за сите општини за 1,5 милиарди денари, затоа што е најавено покачување на платите на вработените во училиштата и тоа за 7% од месец март. Повисоки плати добиваат и вработените во високообразовните установи, и тоа наставниот кадар за 14%, а ненаставниот за 8%. Во интерес на времето, сакам да истакнам дека според извештајот е оценето дека државата активно се вклучила во регионалната димензија на планот за раст за Западен Балкан. Генералната оценка е дека Македонија одржува добра соработка и билатерални односи со другите земји од проширувањето и соседните земји членки на Европската Унија. Во интерес да го усвоиме овој извештај, ценам дека сите овие извештаи последователно помагаат за да се согледаат оние пропусти и недостатоци кои што се направени во чекори, и сметам дека за 2025 година ќе имаме можност да имаме многу подобен и многу поквалитетен извештај. Ви благодарам за вниманието.